опасност за здравието на оние кои што постапуваат со овој вид на отпад представува всушност оној азбест кој што е слабо врзан и каде што има можности да се ослободат азбестните влакна при манипулација со покривите. Согласно овој правилник, азбестот треба да се отстрани безбедно, потоа да се спакува во вреќи, да се транспортира со затворени камиони и понатаму може да се депонира во посебна специјална келија, што за таа намена ја има уредено депонијата Дрисла. Морам да нагласам дека азбестот како отпад или азбестните кровови на територијата на целата држава не се адекватно почитуваат овие мерки, меѓутоа за град Скопје можам да кажам дека градот Скопје има изработена студија која што има проценето во кои видови на објекти, согласно староста на тие објекти, се застапени азбестни производи и азбестни кровови и со таа студија ги има дефинирано и постапките на кои што требаат тие производи, односно азбестни материјали да се отстрануваат, вклучително и азбестните покриви. Начинот на демонтажа на азбестот и начинот на складирање на самата локација е во надлежност на градежниот инспекторат, и тоа во зависност од тоа дали станува објект од прва категорија, тука е државниот инспекторат, или од втора категорија согласно законот за градење, тука се локалните инспектори. Меѓутоа, транспортот и отстранувањето на азбестот, согласно правилникот што Министерството за животна средина го има донесено, е во надлежност на државниот инспекторат за животна средина.